Премиерот Мицкоски бара обвинителството да провери дали опозицијската СДСМ ја нарушува безбедноста во државата, предизвикувајќи паника и немир кај граѓаните, со тоа што тврди дека ќе дошле мигранти покрај тоа што државните органи тврдат дека тоа нема да се случи. Напротив, вели Мицкоски, СДСМ во времето на Заев изработиле национална стратегија за мигрантска политика во која се предвидени мигрантски кампови. Тогаш бевме обвинети дека сме ксенофобични и дека сме ксенофобична партија и сега наеднаш ние станавме полиберални од овие либерални левичари од СДСМ. Мислам, тоа е невозможно. Тоа е невозможно. И еве ќе дојде февруари, ќе дојде март, ќе нема мигранти, па ќе дојде јуни, ќе нема мигранти и тогаш што правиме? Тогаш каков ќе биде одговорот од тие PR експерти што ги учат овие во СДСМ? Затоа велам, мора и тука обвинителството да се позанимава со оваа тема, затоа што во кривичниот законник ова е својден еден вид на насилство, создавање паника, немир кај граѓаните, затоа што ако еднашка, два пати, три пати демонтирате и вие континуирано продолжите со оваа тема, че вие имате намер, имате тенденција да создадете несигурност, паника, страв кај граѓаните, и вие мора кривично да одговарате за тоа. Со цел да се спречат, како што велат од ВМРО ДПМН, лажните информации, поради тоа што се работи за прашања осетливи за безбедноста, власта најавува своја собраниска резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција. Се поништуваат сите претходни аранжмани на владата на Заев, поврзани со мигрантски кампови, и се повикува на одговорен, јасен говор, заштита на безбедноста, стабилноста и меѓуетничките односи. Исто така, се констатира дека свесното ширење дезинформации ќе биде санкционирано согласно важечките закони. И од коалицијската знамна линија со Мицкоски. Во Македонија простор за отварање на мигрантски кампови нема и знам дефинитивно нема да даде во ниту еден момент подршка на било каква активност во однос на оваа прашање. Од партијата на Филипче пак не отстапуваат од тоа дека Мицкоски договорил преземање на мигранти од Велика Британија и тоа бидејќи немало пари во буџетот, но и за да државата остане изолирана од Европската Унија. 27 земји членки на Советот на Европа јавно бараат ревизија на Европската конвенција за да се олесни депортацијата на мигранти. Каде ќе одат тие луѓе? Во земји надвор од ЕУ, како Македонија. Доколку во Македонија се донесат мигранти, осудени за сериозни кривични дела, тоа ќе значи директна закана по безбедноста на државата. На ВМРО ДПМН и одговара Македонија да остане изолирана. Ова е нивната вин-вин ситуација. Британија депортира мигранти за пари, а ДПМН добива изолирана држава во која непречено продолжува кражбата. Од СДСМ додаваат и дека во контрарезолуцијата на власт немало јасна одредба против носење мигранти од Британија за пари, туку игра на зборови и обид за поинакво дефинирање на мигрантите. Мигрантите се луѓе кои ги напуштиле своите домови и избегале во други земји поради војната што ги погодила во нивната земја. Не постои начин да бидеш легален или нелегален мигрант кога бегаш од војна и ја напушташ својата татковина. Пред неколку дена Мицкоски по изјавата ако некој види нелегален мигрант до пролет, токму преку дефинирањето на нелегални мигранти, објасни дека се обидуваат со дефиниции да го избегнат она што стои зад сето ова, а тоа е мигранти за пари. Мигранти во јуни во Македонија реагираат од СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија.